Почитувани граѓани, за автобуската несреќа во која загинаа 45 граѓани на Македонија, власта нема одговори, а секојдневно се појавуваат нови дилеми. Јавноста се уште нема добиено одговори на прашањата кои се од јавен интерес, кои нас засегаат сите нас, а обврска на власта е да даде одговори. Јавноста заслужува да го добие одговорот на прашањето колку пати досега МВР пријавила недостатоци преку службени белешки до Инспекторатот за автобусите на БС Транс и зошто Инспекторатот не направил вонреден инспекциски надзор на БС Транс. Дали коалицијата СДСМ-ДУИ е поважна од животите на граѓаните. Повторно бараме одговор на прашањето дали е вистина дека директорот Хусеини од декември 2020 година нема дадено налог за инспекциски надзор на граничниот премин Деве Баир, додека пак на другите гранични премини, како Табановце, Блаце, Ќафасан и Богородица, биле извршени редовни надзори од страна на инспекторите. Дополнително, согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, директорот Руфат Хусеини ги исполнува законските одредби за пензионирање уште од месец март оваа година. Па јавноста треба да слушне одговор дали неговото продолжување на функцијата е со цел да се овозможува незаконски транспорт на фирмите. Конкретниот автобус 135 пати ја поминал границата без лиценца за меѓународен транспорт. Дали е вистина дека автобусот фабрички е наменет за превоз на 49 патници и како таков е увезен и возилото е првично регистрирано на прилепски таблици. За по неколку дена автобусот да е препродаден и пререгистриран на скопски регистарски таблички. Дали само после неколку месеци во сообраќајната дозвола намената односно носивоста му пораснала на 54 патници, односно за повеќе од 10% над фабрички утврденото. Кој имал направено хомологација, атест и го одобрил тоа. Дали поради оваа сомнителна промена автобусот не можел да добие соодветна лиценца за меѓународен транспорт. Срамно е што во јавноста луѓето кои се поставени од СДСМ и владата сметаат дека не е виновна корупцијата на институциите во случајот со фаталната сообраќајка, туку луѓето кои не ја забележале корупцијата. Почитувани граѓани, обидувањето да се прикријат сопствените пропусти и неспособноста со насочување на вината кон луѓето е уште еден начин на кој функционира коалицијата СДСМ-ДУИ. Повеќе од неопходно е јавноста да ги добие одговорите и конечно власта да понесе одговорност. Ви благодарам.